Она што следи по продолжение е тема која што одговараме, односно прашања кои што ги одговараме заедно со мојот денешен следен соговорник, доктор Маргарита Ловач Чепујновска, специјалиста по анестезија и реанимација од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Најпрво добро утро и добро дојдовте во САКА Македонија. Добро утро. Драго ми е да бидам тука со вас. Најчестите прашања кои што ги одговараме се поврзани со анестезијата, но најпрво ајде, доктор Маргарита, да дадеме една општа дефиниција за што представува анестезијата. Тоа е всушност една состојба во која што имаме привремен губиток на чувството за болка и може да биде пропратено со или без губиток на свеста. Во зависност од тоа дали станува збор за анестезија со губиток на свеста, станува збор за општа анестезија во која што пациентот спие и не чувствува болка, и оној другиот тип на анестезија кој што се повеќе зема замав и се повеќе се користи во современата анестезија, тоа се регионалните техники на обезболување, кои што подразбираат анестезија во која што пациентот е со присутна свест, односно нема губиток на свеста. Иако станува збор за една релативно, грубо кажано, нова наука, која што вистинските почетоци ги има некаде пред 200 години од прилика, иако уште од првиот век се наоѓаат записи за како луѓето се обидувале да се обезболуваат. Во првиот век бил изолиран екстракт од мандрагора кој што покажувал аналгетски ефекти. Понатаму најден од првиот век еден запис во гинеколошки текст каде што Соранус од Ефес правил обезболување на бремена жена. Инаку почетоците се од прилика со откривање на гасовите, инхалационите анестетици, некаде во почетокот инхалационите гасови фактички, подоцна биле докажани како анестетици, уште во почетокот на 19-тиот век, па понатаму да не продолжуваме нели со средината на 19-тиот век, со користење, откривање на екстрактите од опиум, односно морфиумот, кој што и ден денес е златен стандард во третман на акутните болки, па се до откривање на современите анестетици, општата анестезија која што за прв пат била дадена во средината на 19-тиот век со користење на етер и се до денешните современи методи на обезболување, се со цел да имаме нормално здрави, среќни и задоволни пациенти. Пред се безболно да минеме на таа хируршка интервенција. Болката од една страна се вели дека е пријател на човекот, бидејќи му наговестува на организмот дека нешто се случува. Во 1986 година од Меѓународната асоциација за проучување на болката прифатена и општо во светот прифатена е дефиницијата за болката, која што вели дека болката е непријатно искуство кое што е поврзано со актуелно или потенцијално оштетување на ткиво. Значи, ако имаме оштетување на ткиво, имаме болка која што од една страна е пријател, од друга страна пак болката е непријател на човекот, бидејќи покренува најразлични механизми во организмот кои што негативно влијаат и нормално на субјективно чувство. Се почесто е забуната за користењето на спинална и епидурална анестезија, често пати не знаејќи за нивното значење, се поистоветуваат овие два вида на анестезија. Се мисли дека спиналната всушност е епидурална или пак со друг поим или пак значење. Но навистина постои разлика помеѓу овие две анестезија, а вие ќе ни ја кажете која е разликата? Да, претходно напоменав дека во зависност од тоа дали пациентот има присутна свест или имаме губиток на свеста, грубата поделба е општа и регионална анестезија. Значи и двете, и спиналната и епидуралната анестезија спаѓаат во регионалните техники на обезболување, кои што па од своја страна регионалните се поделени на централни и на периферни. Значи најгрубата поделба. Спиналната и епидуралната спаѓаат во централните методи на регионални техники на обезболување. Зошто централни? Бидејќи се поврзани со рбетниот канал и рбетниот мозок кој што се дел од централниот нервен систем на организмот.
Разликата е во просторот каде што се дава анестетикот. Спиналната анестезија се дава во просторот каде што тече мозочната течност и еднократно се аплицира лек со кој што се постигнува обезболување, кое што во зависност од анестетикот кој што го користиме може да трае од 1,5 до 3 па и 4 часа, зависно од концентрацијата и дозата на анестетикот. Епидуралната анестезија, односно аналгезија, што најчесто се користи како аналгезија, односно обезболување, се пласира, значи, еден катетер, тој е тенко цевче, долго тенко цевче, кое што се пласира во простор кој што се наоѓа пред оваа мозочна течност за која што зборуваме. Значи, во суштина станува збор за две техники на обезболување, кои што се разликуваат по местото на апликација на анестетикот. Така. Дали постојат случаи кога не се употребува епидуралната анестезија, а кои се најчестите случаи каде што се употребува пак епидуралната анестезија, често пати знаеки дека при породувањето сите трудници за безболен процес на породување бараат токму епидуралната анестезија. Прво ме прашавте каде не се користи. Так. Значи, постојат медицински контраиндикации, тоа се состојби во кои што ние не смееме да поставиме епидурален катетер или да дадеме спинална анестезија. Генерално, контраиндикациите се приближно исти и за епидуралната и за спиналната со мали варијации. Немедицинските контраиндикации се одбивање на пациент. Значи, пациентот мора да се согласи со методот со кој што ние планираме да го третираме. Медицинските контраиндикации најчесто се поврзани со состојбите во кои што имаме пореметување во згручување на крвта, бидејќи последиците кои што може да настанат како резултат на пореметено згручување на крвта може да бидат или транзиторни или перманентни. Токму заради тоа, во нашата болница годишно имаме над 11.000 вкупно анестезии, од кои што огромен број се регионални методи на обезболување. И токму заради безбедност на пациентот се придржуваме кон препораките за безбедно пласирање на овие катетри. Тоа значи дека ги правиме сите анализи на крвта и нормално преглед на пациентот за пред да се започне со било која процедура да бидеме во рамки на оние препораки од европските и од светските асоциации за регионалните анестезии. Друга контраиндикација, значи прво рековме крвта, второ доколку на местото каде што треба да го поставиме на кожата има некаков инфект, тогаш не смееме да работиме, тоа се апсолутните контраиндикации и постојат релативни контраиндикации. Многу често во анестезиолошкото обкружување постојат дилеми, како речиси во сите медицински состојби каде што имаме за и против. Преегзистирачките невролошки состојби, кои што значи има пациенти кои што претходно имаат некоја невролошка болест со која што живеат и се лекуваат, секогаш се поставува прашањето дали инволвирање на некаков тип на анестезија во невролошкиот статус може да има негативно влијание после завршување на интервенцијата, дали тоа хирушка, дали е породување или било кој друг тип каде што треба да обезболиме. Тоа се релативни контраиндикации, мислам дека тука станува збор само за индивидуална проценка и нормална консултација со повеќе колеги, повеќе умови, по паметен исход. Така да тоа се отприлика контраиндикациите. Вториот дел од прашањето ви беше кога најчесто се користи. Се користи во сите состојби каде што имаме потреба од обезболување на одреден регион од телото. Конкретно епидуралната го обезболува телото, може да го обезболи од вратот па се до прстите на нозете. Значи, можат и кардиохирушки интервенции да се прават, може да се прават интервенции на вратот, да се прават интервенции на градниот кош, на стомакот, на долните екстремитети со епидурална. Не можеме горните екстремитети, бидејќи
затоа се користат други техники, како што се периферните техники на нервни блокови. Најмногу каде што, значи најголем процент, односно најголем број на пациенти кои што се третирани со епидурално обезболување се во две медицински области. Тоа е во акушерството и во ортопедијата. Во акушерството имаме една млада популација, а ортопедијата обично е со една постара популација и се разликуваат во повеќе аспекти, меѓутоа тоа е за некое друго место дискутирање. Така, тоа е една тема која што Инаку, можеме... епидуралната аналгезија е златен стандард се уште во некои области, да речеме во торакалната хирургија, се уште епидуралното обезболување е златен стандард за постоперативен третман на акутната болка, односно на хируршката болка. Исто така, интервенциите во пределот на стомакот се најчесто обезболувано постоперативно со епидуралните блокови, меѓутоа се почесто се користат и овие што ви ги напоменав, периферните нервни блокови. Најголемата недоумица веќе во поново време, освен секако како што кажавте, барањето на помладата популација на родилките при процесот на породувањето, да биде тој безболен, па да се искористи таа епидурална анестезија, но мене ме интересира навистина дали има некои индикации врз процесот на поредување од кога ќе се прими епидуралната анестезија, односно дали епидуралната анестезија го продолжува процесот на породување. Епидуралната аналгезија, значи епидуралното обезболување во текот на породувањето, има одредена инволвираност во состојбата на мајката, прво, во состојбата на бебето, второ, текот на самото породување и исходот. Значи тоа се главниот фокус се овие четири моменти. Ме прашавте за продолжување на породувањето. Би ја споменала, знаете, постојат најразлични студии кои што прават компаративни студии кои што прават компарација на одреден тип на обезболување, значи помеѓу два различни методи на обезболување или породување без никакво обезболување и најчесто епидуралното. Пролонгирање на првото родилно време, а тоа е она време се додека дојде периодот на експлозија на плодот, значи кога настанува ширење на родилните патишта низ кои што треба да излезе бебето, новороденото. Тоа прво родилно време постојат студии кои што велат дека го пролонгираат отприлика околу 30 минути, што е незначително, и второто родилно време некои 11 минути. Значи тоа се големи студии правени некаде, тоа е некаде од почетокот на 21-виот век се овие студии. Има една многу голема студија од 2006 година од еден исклучителен светски анестезиолог Ванг, кој што 5-годишна студија направена на повеќе од 13.000 првородки. Зошто напоменувам првородки? Пролонгирање, односно мерењето на ефектот на епидуралната врз породувањето зависи од многу фактори. Првородка, второродка, повеќе родка. Претходно породување, спонтано, царски рез. Индукција, односно дали го стимулираме породувањето или не. Времето кога го поставуваме епидуралниот катетер, односно дали е тоа рано поставување на епидурален катетер пред да биде дилатацијата, односно ширењето на родилните патишта до 4 см или над 4 см. Значи, сите тие се фактори кои што влијаат. Генерално, од оваа последна студија, што е најголема до сега публицирана, во која што се вклучени повеќе центри, не би можела точно да се сетам колку, меѓутоа знам дека се над 13.000 првородки, во која што се вели дека нема интерференца на раниот и доцниот епидурал во однос на времетраењето на породувањето. Други се исходите на инструментално завршување на породувањето или завршување со царски рез, меѓутоа тоа се веќе други теми. Она што веќе ќе го продолжам како прашање, подпрашање е дали бебето ќе биде изложено на дејство од епидуралните лекови? Лековите кои што ги даваме во епидуралниот простор
се локален анестетик и опијатен аналгетик. Значи тоа се двата лека од кои што се прави еден раствор и кој што се дава преку тој епидурален катетер. Просторот каде што се дава е опкружен со крвни садови и одреден процент од лекот се ресорбира преку крвните садови кои што се наоѓаат околу епидуралниот простор, што значи дека навлегува дел од локалниот анестетик и опијатниот аналгетик во циркулацијата на мајката преку постелката во циркулацијата на бебето. Меѓутоа, ефектите кои што се јавуваат кај бебето со епидуралната аналгезија се екстремно незначителни. Она што ги интересирало анестезиолозите во целиот овој период во изнаоѓање на најоптималните начини на епидурално обезболување во тек на породувањето е која е концентрацијата и кое е времетраењето што можеме да ја применуваме епидуралната во текот на породувањето. Што се однесува до концентрацијата, од првите концентрации, значи од негде пред повеќе од 50 години, првите концентрации кои што биле многу повисоки, денешната современа акушерска анестезија се стреми кон користење на епидурални раствори со многу ниска концентрација, меѓутоа голем волумен. Тоа значи дека дозата на лекот во единица време што ќе ја прими мајката ќе биде помала, а сепак ќе го постигнеме ефектот на обезболување. Мерени се концентрациите на опијатниот аналгетик, кој што е незначителен и нема никакви ефекти. Она од што се плашиме, тоа се ефектите на дишењето, значи нема апсолутно никакви ефекти. Она што не се препорачува се континуирано обезболување во тек на 24 часа. Се смета дека 24 часа е веќе период кога треба да се заврши породувањето откако е поставен епидуралниот катетер. Така да ефектите се екстремно минимални, значи немаат речиси никакви, со никаква статистичка значајност ефектите што се јавуваат кај бебето. Затоа мајките не треба да се грижат затоа што во текот на породувањето континуирано се следи како мајката, така и бебето. Она што нас не е важно, имаме два здрави животи кои што треба, нели, од нашата болница си заминат здрави. Така, и родителите на Смејани. За самиот крај, мене ме интересира и исто така се надевам дека и на нашите гледачи, дали се можни трајни невролошки компликации и или парализи при епидуралната анестезија? За жал, сите медицински процедури, особено инвазивните процедури, се поврзани со одреден процент на компликации. Компликациите од епидуралната анестезија и аналгезија биле предмет на истражување на најголемите асоциации за регионална анестезија, тоа е Европската и Американската асоциација за регионална анестезија и третман на болка. Она што јас би можела да го кажам односно да го пренесам она што тие асоциации како препораки ги даваат за минимизирање на ризиците и последиците од епидуралната анестезија. Во 2005 година беше формирано едно советодавно тело во рамки на Американската асоциација, која што со краен резултат е последното објавување во 2015 година. Да, постојат невролошки, значи не можеме да речеме дека нема никакви последици, меѓутоа заклучокот од овој последен извештај кој што во светот е генерално прифатен, тоа е дека среќа, дека се екстремно ретки последиците невролошки од епидуралната анестезија.
Така доктор Маргарита. Би требало и ние да го прифатиме тоа како факт. Навистина, се она што е во светски рамки генерализирано и секако со цел да се актуализира или пак да се добијат повеќе информации за одредена состојба, е добро да се прифати. Јас ќе ви се заблагодарам за овој утрински разговор, секако што не угостивте во студиото на Сака Македонија и на некој начин полемиките околу и за општата анестезија, за епидуралната, спиналната, ги расчистивме и разјаснивме за нашите гледачи. Благодарам. Ви благодарам за поканата. Се надевам дека сите пациенти кои што се наши идни клиенти во нашата болница треба да бидат информирани дека во секое време, значи 24 часа секој ден им стои на располагање на анестезиолог, од кој што може да добијат информација за обезболувањето. Благодарам навистина.